Понеделничко издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Маглата што викендов се спушти во котлините го отежнува нормалното одвивање на сообраќајот. Одговорните упатуваат апел до возачите да возат внимателно, со намалена брзина и задолжително вклучени светла. Густата магла во изминатото деноноќие им создаде потешкоти на возачите кои возеа на отворен пат, па дури на оние кои се движат по градските улици. Видливоста на одделни места е намалена, а во текот на денот се движеше од 50 до 100 метри. Според одговорните во Македонија пат, на патниот правец од Делчево до Кочани и понатаму кон Штип, просечната видливост во текот на денот била 80 метри. Во ноќните часови се очекува таа да се намали, поради што оттаму упатуваат апел за внимателно возење. Практично целата држава е обвиткана во густ облак, па отежнати сообраќајот и неделниците Велес-Скопје, Велес-Штип и Катланово-Велес, соопштуваат од Македонија пат. Оттаму предупредуваат дека во клисурите и засеците можна е појава на помали одрони, особено на патните правци Кочани-Делчево и Виница-Берово. Инаку сообраќајот на сите патишта низ земјата се одвива со помали застои поради влажните коловози, што се дополнителна опасност за лизгање на возилата. Во текот на ноќните и раните утрински часови можно е подмрзнување на коловозот, посебно на мостовите, поради што брзината на возилата треба да се прилагоди на условите. Неквалитетна е поправката на асфалтот на улицата Тодосија Паунов, каде се поставува атмосферска канализација. Возачите се жалат дека ги оштетуваат гумите и механичките делови на возилата и бараат општината, која е инвеститор, да реагира кај изведувачот. Аматерска изведба во санирањето на коловозот по копањето на каналите во кои беше поставена атмосферската канализација на улицата Тодосија Паунов во Кочани. Таква е констатацијата на возачите кои со своите возила поминуваат по неа, затоа што на одделни места висинската разлика меѓу стариот и новопоставениот асфалтен слој изнесува скоро 10 сантиметри. Тоа е доволно да се оштетат гумите, но и управувачкиот механизам на возилата. За да ги избегнат високите рабови на претходно машински исечениот асфалт, возачите се приморани да возат лево-десно по улицата. На одделни места и шахтите се поставени повисоко од околниот асфалт, па поминувањето преку нив е смрт за предниот дел на возилата, додаваат анкетираните граѓани. Колата ми е утепана, пред еден месец купив нови гуми, сега се ми скинани, сега треба други гуми да купувам. Нека земат, нека направат некоја акција по-добра, да се заврши побрзо пато. Скине ми си ги гумите. Нови гуми купаме, за еден месец други треба да ставиме. Пато е катастрофа. Место да го направат, они повеќе го расипаат, него сите коли ги спокршиме. Дупки, колку сакаш, гуми испосечоме. Патот, например, треба да се врати во правовитна ситуација, бидејќи механизацијата, мислам дека постои механизацијата на патот и веројатно ќе се употреби накнадно за да се среди патот како што треба. Нерамнини на коловозот има по целата должина, онаму каде што беше поставена атмосферската канализација. На местото на стариот асфалт сега има нов, но од тежината на возилата тој веќе е понизок, со што се прави канал. Него возачите се обидуваат да го избегнат, па среќа што досега освен оштетувањето на гумите не се случила сообраќајна несреќа. Своето незадоволство од квалитетот на изведбата на градежните работи, граѓаните веќе го изразуваат и на социјалните мрежи, каде бараат локалната самоуправа, која е инвеститор за атмосферската канализација, да интервенира кај изведувачот. Нов случај на сексуално малтретирање е пријавен во Кочани. Во саботата околу 8 часот, 21 годишна жителка на Кочани во полициската станица пријавила дека неколку часа претходно во собата кај неа влегол 23 годишниот ДВ, инаку нејзин чичко, односно брат на таткој. Со употреба на сила и закана со нож дека ќе ја нападне неа и нејзините малолетни деца и дека ќе ги убие. Тој сторил полови дејствија, односно ја принудил да го допира по половиот орган. Подоцна ДВ бил приведен во полициската станица Кочани и по извршениот разговор против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Увид на лице место извршила полициска екипа и подигнат е доказен материјал за постапката против пријавениот. Дружење и спортски активности ќе треба да им обезбеди новиот дневен центар за стари лица кој општината Виница заедно со Министерството за труд и социјална политика го гради во село Истибања. Инвестицијата тежи 1.200.000 денари.
Во тек е изградбата на дневниот центар за стари лица во село Истибања. Планирано е сегашниот неискористен клуб на пензионерите што се наоѓа на средина на селото да биде заменет со квалитетен затворен објект, односно дневен центар за стари лица, чија изградба е во тек. Објектот целосно се реконструира со замена на дрвената столарија, изградба на кујна, канцеларија, санитарни јазли и просторија за дневен престој. Според одвивањето на градежните активности, дневниот центар треба да биде завршен до крајот на декември. Предвидено е во овој дневен центар да престојуваат околу 150 пензионери од селото Истибања. Предвидено е овде да се врши некоја социализација на овие стари луѓе преку програми од Министерството за труд и социјална политика. Исто така овде ќе можат секојдневно да се забавуваат, да играат друштвени игри и така натаму. Ова е реконструкција на постоечка зграда, односно поранешната селска зграда во село Истибање, сега со пренамена во дневен центар за стари лица. Проектот е заеднички на општина Виница и Министерството за труд и социјална политика и инвестицијата тежи 1.200.000 денари. Изведувач на работите е градежната фирма Инком Инженеринг од Скопје. Марија Стаменкова, ученичка во основното училиште Гоце Делчев Виница, се врати со освоена награда од надпреварот по ликовна уметност, што се одржа во рамки на програмата за младинска размена и проучување, основана од Бирото за развој на образованието. Сликаше на тема различните култури во светот. Од страна на Канцеларијата на Американскиот совет во Македонија во рамки на програмата Кенеди Лугар за младинска размена и проучување, основана од Бирото за развој на образованието и културата при Стејт департментот на САД, беше распишан ликовен конкурс на тема различните култури во светот, на кој учествуваа ученици од основното училиште Гоце Делчев од Виница. Ученичката во второ оделение од ова училиште Марија Стаменкова се врати со освоена награда. Мојата наставничка се вика Славица Цонева. Мојата награда што ја добив е чаша со Дедо Мраз и пакетче со секакви чоколада. На мојот сретач нацретав автобус, во него што има деца од сите земји. Голема чест и задоволство не представува што токму наша ученичка Марија Стаменкова освои награда на овој престижен конкурс на кој зедоа учество ученици од целата држава. Секако оваа награда представува можност, талентот за ликовно изразување кој го имаат учениците и кои најрано го откриваат нивните наставници да се промовира пред на поширока јавност и ова представува поттик да се негува понатаму овој ликовен талентот за ликовно изразување и да се освојуваат многу нови награди. Програмата за младинска размена и проучување има за цел да го промовира заедничкото разбирање и почитување меѓу луѓето од двете држави. Учениците од основното училиште Гоце Делчев редовно учествуваат во надпревари и конкурси и со тоа го покажуваат својот талент надвор од општината. Општинската организација на СДСМ од Кочани викендот организираше работилница за размена на искуства со сестринската социјалдемократска партија од Шведска. Се разговараше за зајакнување на организационата поставеност и спроведување на проектот Работиме заедно. Заедничка активност под називот Работиме заедно реализираа членовите на Социјалдемократската партија од градот Кунгелв во Шведска и на Општинската организација на СДСМ од Кочани. Соработката на двете партиски организации трае неколку години, а нејзина цел е да се искористат искуствата од поразвиените демократски земји во политичкото дејствување, што е добредојдено за нашите локални политичари. Кочанските социјалдемократи викендот организираа работилница на која учествуваат членови на извршниот одбор и активисти на партиската организација. По трет пат оваа година ни се нагости луѓе од Социјалдемократската партија во Шведска. Имаме една работилница на тема Работиме заедно, односно начинот на кој се спроведе активноста Работиме заедно на терен, поточно како се спроведе активноста од врата на врата. Представниците на Шведската социјалдемократска партија се задоволни како досега се одвива соработката со нивните македонски колеги и оценуваат дека таа се покажала како корисна.
Och då framförallt... Главната тема денеска е познатата активност во изборните кампањи од врата на врата. Денеска сме значи тука цел ден во Кочани, токму заради да ги пренесеме нашите искуства до колегите овде во Македонија. Со самото тоа се надевам дека и денот ќе ни биде интересен и за дискусија и за учење. Кочанските социјалдемократи и нивните шведски колеги имаат интензивна соработка веќе 4-та година, период во кој гостите непосредно се запознале со политичките случувања во Македонија. Според најавите, постои подготвеност и кај двете страни контактите да продолжат за уште еден 4-годишен рок. За пчеларите од Кочани викендов се одржа стручно предавање за заштита од болестите кај пчелите и користењето на современата технологија. Предавањето го организираше пчеларското здружение Матица, а предавач беше председателот на Пчеларскиот сојуз на Србија. 70 пчелари од Кочани и регионот присуствуваа на стручното предавање за современа технологија на пчеларење и заштита од болести кај пчелите. Организатор на настанот беше Кочанското здружение Матица, а пред присутните за темата зборуваше Родолјуб Живадиновиќ, председател на Пчеларскиот сојуз на Србија. На предавањето тој потсети на досегашните техники на производство на мед и пчелни производи, како и на новините и достигнувањата што во тој поглед се направени во современиот свет. Тоа е особено важно да се знае затоа што во последните години пчеларите во овој дел од Европа се среќаваат со непогодни временски услови, што придонесуваат за големи штети во производството, а со тоа и за финансиски загуби. Наравно, оваквим лошим годинama као што е ова ни една... Секако во овакви лоши години ниту една техника не помага, затоа што климата предизвика да имаме студени ноќи, а кога тоа е така, тогаш нема мед. Дојдовме до заклучок дека пчелите ги фати зимскиот период со недоволна храна. Разговаравме на тема како се до тоа да го надминеме и да се подготвиме за наредната година на соодветен начин. Исто така зборувавме колку е важно да се остават пчелите поголем дел од работите да ги завршат сами, без некои наши преголеми интервенции, затоа што тоа им пречи, посебно ако интервенциите не се направени на вистинскиот начин и ако тоа не оди во согласност со инстинктите и начините на нивното однесување. Според Живадиновиќ, климатските промени со кои се среќаваат пчеларите веќе влијае врз начинот на нивно работење, односно тие ќе морат да ги прилагодат техниките за производство на мед и пчелни производи. Овие климатски прилики данас Овие климатски услови што ги имаме денес практично не тера да го менуваме начинот на работење, да се прилагодуваме со кратка паша, затоа што се помалку денови за паша има во текот на годината, што се случува со децении наназад. Мораме во секој момент да имаме пчели со соодветна старосна структура, кои се подготвени да искористат секоја паша, па макар таа да трае и еден ден, затоа што тоа е единствениот начин да се справиме со климатските промени и да дојдеме до некакви резултати. Пчеларењето денес е во се потешка положба, поради што неопходно е и институциите на државата да дадат поголема поддршка за тоа да се одржи, смета Живадиновиќ. На предавањето во Кочани, присутните со прашања до гостинот се интересираа за српските искуства во заштитата на пчелните семејства од болести, како и за одредени техники на зголемувањето на производството на мед. Викендов во Скопје се одржа редовното изборно собрание на Сдруженијето на новинарите на Македонија. За нов председател повторно беше избран Насер Селмани, а на собранието едногласно беше усвоена декларацијата за колегата Томислав Кежаровски. Досегашниот председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија, Насер Селмани, останува на функцијата и во наредните 4 години. На годишното изборно собрание што во саботата се одржа во Скопје присуствуваа околу 180 новинари од целата држава, при што, освен Селмани, тие го кандидираа и својот колега Семи Мемети. На отворањето на собранието едногласно беше усвоена декларација за поддршка на колегата Томислав Кежаровски, со што уште еднаш се даде силна поддршка за негово ослободување како единствена исправна одлука на судските органи. Потоа двајцата кандидати дадоа кратки образложенија за своите кандидатури, пошто со 154 гласа победи Насер Селмани, додека неговиот против кандидат освои 21 глас. Според старо новиот председател, иако во изминатите 4 години се постигнало многу, сепак пред Сдруженијето се уште престои многу работа за консолидирање на редовите и враќање на дигнитетот на новинарите.
Тој простор што сме го освоиле, тоа не значи дека освоено за секогаш. Тој простор освоен треба да го сочуваме, ама ќе го сочуваме ако сме заедно. Значи, имаше неколку обиди во континуитет да се дискредитира Сдруженијето, да се маргинализира и да се на некој начин да се спори легитимитетот. До сега не успеа во тоа, но тоа не значи дека ние не треба да бидеме спремни и во иднина да ја задржиме таа позиција која што сега имаме како мнозинско здружение, која што ги застапува интересите на мнозинството новинари во Македонија. Според Селмани, освен заедништво, неопходно ќе биде и понатаму новинарите да си дават меѓусебна поддршка кога нивното достоинство ќе биде засегнато. Прва и основна работа која што никогаш не треба да заборавиме е солидарноста. Како меѓу себе да се здружиме и да се обединиме околу нашите интереси. Без разлика, ние може да имаме и различни ставови, и различни мислења, и различни интереси, меѓутоа на крај мора да се договориме дека сме сите колеги и да застанеме зад ако се договориме за една работа, за таа работа, да застанеме сите заедно. Има многу предизвици и ја мислам дека после ова 4-годишно искуство ние ќе ни биде полесно за тоа што веќе нема да лутаме лево десно околу начинот како треба да се постапува. На собранието беше представен извештајот за работа на Сдруженијето на новинари на Македонија за изминатата година и за достигањата на досегашниот состав на раководството во нивниот 4-годишен мандат. Презентиран беше и финансискиот извештај за работењето на Сдруженијето. Двата извештаи беа едногласно усвоени од присутните членови. Проследете ги спортските информации во продолжение од вестите. Кочанскиот каратист Димитар Јакимов го освои 5-то место на Балканското првенство во Софија и беше најдобар од македонските представници. Гимнастичарите од клубот за гимнастички спортови Партизан им беа домакини на своите колеги од Битола, со кои одржаа ревијален двомеч. Најдобар успех досега меѓу македонските представници во категоријата плюс 70 килограми постигна кочанскиот карате репрезентативец Димитар Јакимов. На Балканското првенство, што во саботата и неделата се одржа во бугарскиот главен град Софија, тој го освои 5-то место. Ова и за него лично е големо постигнување, со оглед што тоа му беше прв настап на такво големо меѓународно надпреварување. Во почетните две борби Јакимов беше одличен и сигурен во настапите, па извојува победи против представниците од Хрватска и Бугарија. Во третото коло претрпе пораз од представникот на Босна и Херцеговина, пошто следуваа уште две борби. Во првата повторно забележа победа против словенечкиот репрезентативец, а во одлучувачката борба за влез во полуфиналето претрпе пораз од својот колега од Србија. Таквиот резултат беше доволен да стигне до 5-та позиција. Сега за Јакимов, заедно со неговиот колега Мартин Стојменов, им престојат подготовки за настапот на Европското карате првенство, што во февруари ќе се одржи во Швајцарија. Викендов активни беа и гимнастичарите. Во просториите на клубот за гимнастички спортови во Кочани се одржа гимнастичарски двомеч меѓу домакините и нивните гости од Битола. Надпреварот беше од ревијален карактер, односно за настапот на учесниците немаше бодување, па на крајот сите добија признанија за учеството. Повод за гостувањето на битолчани беше доделувањето на признанијата за најдобри гимнастичари на Македонија за оваа година, што викендов во организација на Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија се одржа во мотелот Слив. Викендов активни беа и кочанските шахисти. Организираа клубски турнир на кој настапија 10 играчи, искусни мајстори на шаховската табла. Членовите на шаховскиот клуб Кочани викендов во своите простори организираа предновогодишен ревијален клубски турнир. За учество се пријавија 10 играчи, искусни шахисти, кои играа по принцип секој со секого. Се играше забрзан шах 2 пати по 15 минути, а на крајот првото место го поделија Тодор Милосиев и Владимир Мицов со по 8 поени. На третото место се најде Гоце Ѓоргиев со 6,5, а на четвртото Владко Јовановски со 5,5 поени. Петопласиран со половина поен помалку од него беше Зоран Христов. Според председателот на Кочанскиот шаховски клуб Милосиев, надпреварот бил со цел за проверка и одржување на подготвеноста на играчите, со оглед што клубот не настапи на последниот првенствен турнир што се одржа во Охрид.
Со временската прогноза го заокружуваме и ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.